Па ја мислам дека на никој маж не би му било лошо жена му да заработува повеќе од него, а при тоа да е дома. Тоа е најубавата можна варијанта. Паметна жена, мајка ми го има кажано многу добро, ако сака, знае како со мажот. Ја, например, не знам, не ме гледате и двете. Тука е потребна мудроста при одговарањето на овие прашања. Значи, ние жени треба да ја вклучиме мудрост. Без памет ништо. Мисля, колку дал Господ се. Таму кај што дал Господ, кај што не Колку дал толку. Вика, кога ќе умрам, на мојата плоча, не зборам за себе, пишете цел живот на диета и цел живот дебел. Ама важно и умре дебела. Па слушај, Снежа, од друга страна има маж па кој што не те дозволува многу да си убава. Па тоа, тука ве чекам. Аме дојдовме. Ама јас чекам ја да дојдам на ред, ама она како почнала ја не. Сега да кажам, што си се фатила за тоа? Продолжи како. Што си се фатила за тоа кога има маже кој што автоматски колку е жената посредена, он толку е пољути, поише ти вика, зошто волко? Така да има обратно. Кога ќе помине добра жена, и јас му викам, видја каква е. Затоа што стварно забележува внимание. Јас не, викам, зошто да не е. И чекај, што? Не ќе ми привлече внимание, само нели да не е преправена, да не е се тоа пластики, него заменува жена. Жена со годините што си е. Он се врти и што вика за тоа? Како? Имаш ли некојаш нешто вратено на свекрата? Да, синот. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Лимак Хотел, Прохигиена, Ладрија Козметикс, Захарчев Винарија, Флорадикс, Сија Флауърс, Кенди, Бела Пац, New Age. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. Денеска ќе се обидеме да протолкуваме што се крие под фразата жена за се. Звучи како титула, звучи како орден и звучи како нешто што добро би било да биде напишано во визит карта. Но ќе прашам дали позади ова се крие работи, организирај, грижи се, немој да се жалиш и на сето тоа згора можеш и да се насмевнеш. Во суштина во денешнава епизода нема да се жалиме, туку ќе се обидеме со трите мои гостинки да провериме дали во суштина ние правилно го разбираме поимот жена за се или пак нешто грешиме и нешто треба поинаку да протолкуваме и поинаку да сватиме. Јас имам неколку теории кои што ги имаат кажано мажи во однос на тоа што очекуваат од жената, а што на крајот ќе заклучиме сега ќе видиме. Таа е една од најпознатите фолк пеачки во земјава. Има златно грло и славејќи надпее. Таа е жена и мајка која во еден стих вели: родена е жена за се. Анета Љумаковска. Ја знаете како водителка. Таа е жена која е подготвена да дискутира на било која тема. Но таа е и текстописец која последниве години добива награди за своите стихови каде и да се појави. Двата последни хита на Анета, Жива и жена, се токму од Анита Даева. Таа е актерка, таа е балерина, таа е ТВ лице, таа е глас во многу серии, таа е мајка, таа е Катерина Шехтанска. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дошле, драги дами. Добре, те најдовме. Јас сум мајка. Испушти. Ке додадам. Имам ли ја овдека жени за се? Имаш. Не прашуваш или констатираш? Прашувам. Кај мене некако изостави, кажа мајка, ама не кажа жена, да не ти личам. Да не се колебаш, дали сум измеѓу. Балерина. Дали сум измеѓу нешто. Кога носи панталони жената, тогаш еве не знам, треба ли да кажам дека е жена? Дефинитивно да. Зависи Баш од тогаш е енергијата. жена за се. До енергијата зависи. Добро. Многу често знаат да ми кажат дека имам машка енергија, така да за тоа може се будиш. И жена. И жена. Добро. Значи, кој повеќе се жени за се, скопјанките, велешанките или битолчанките? Така ве подели. Тука малку. Але како ме погледна. Сите. Ја не би ги мислам поделила сите, според да. потеклото. Апсолутно. Нема врска, не. Значи кога жената е дали била од Скопје или од Битола или од Велес или не знам од каде, таа е жена за се. Ама за битолчанките па важи едно нешто кој она и кога ќе добро, излезе до знаеш како, продавница. да. Малце тука се делиме ние битолчанките ради тоа што кога ќе се излези на широк сокак мораш да бидиш
баш жена за се и дотерана како за насвадба да оди, бидејќи јас Широксока го кажувам секаде дека ми е како модна писта. Те гледаш ли? Да. Кажи Кате како Не, И мора да биде, мора да биде Јас не сум за жената таму така. дефинитивно. Јас опитувам да носам маска и со капча да зашетам. Страшно. Или со кола. Не. Не треба да се појавувам затоа што да, го имам слушнато тоа, ама јас на пример ако нема снимање, ако нема нешто да треба да се средам, сум Боже, саче, Жена за мене. како жена бездомник. Јас да ти кажам, знам и по тренерки по Широксока да излезам. Јас сум јас, та. Разшириш како може така. Да, може, јас се делам од сите. Добро, сега. Има познати жени, нели? Кои што обично ги спомнуваат како жени за се. Јас имам неколку од нив овде. Сега ќе ве прашам која од нив би се снашла во балканската улога на жена за се. Значи, Меланија Трамп, Меган Маркл, Викторија Бекам или жена му на Макрон, Брижит Макрон. Ајде, кажи. Јас? Да, прво ти Па што Меланија е со балканско потекло, така да мислам дека можеби би водела најмногу. Ке го штрои Трамп, не гледам дека го Па построила. јас мислам дека веќе му го прави тоа, така да мислам дека го држи под контрола. И мислам дека секоја жена, иако сме ние посебни балканските жени, имаме многу поразлични ставови, размислувања, однесувања. Има едно многу добро видеоклипче кај што како можеш да познаеш која е балканска жена. Средена, дотерана и на крај со волнени чорапи, седната, онака баш како изглед. Како што знаеме сите по дома, кои што се ретки. Има жени кои што се секогаш средени. Имам почизмени, да, волнени, јас си ги сплетов, така да по дома така. Крупна И плетка ретки. пиринач. Ова е крупна плетка, ама кој ќе ги собереше ситна. Јас си ги плетов. Така да по тоа мислам дека може најмногу да се позна и мислам дека секоја може да се најде затоа што не верувам дека си тие по дома баш како што ги гледаме по филмовите. Му сплела ли на Доналд Трамп чорапи? Јас? Не, Меланија. Меланија, не, јас ќе му сплетам, не е проблем. Добро. Ти што мислиш, која ќе се? Дефинитивно Трамповица, затоа што, нели, корените и се од тука, потеклото ова другото нема како да се снајде тука. Можат само да изглумат како што глумат секогаш кога се во придружба на нивните познати сопрузи и тука завршува нивната приказна. Ја ќе ти кажам сега дека жената од Балканот е жена за се, не зборам за себе во прво лице еднина. И многу е битно кога зборуваме на оваа тема, многу размислував тргнувајќи од мајка ми. Кога таа можела да биде дете за се, затоа што живеела со маќа, од 12 години оставена од незината мајка, во тоа време, не правам споредба сега, него зборувам за тоа време, кога таа била подчинета на сите можни начини од незината маќа, кога морала да работи, да рмба, да пере, се да прави и при тоа да биде несреќна, па нели е тажно денеска жените кои што имаат се, да не бидат жени за секој што се среќни. Греот е. И ја викам, за да бидеш жена за се, првенствено треба да си добра жена и среќна жена, затоа што само среќна жена може без да кука, без да се жали, само она ќе оди и ќе заврши. И тоа е тоа. И не го прави жената тоа за да добие признание од другите, има и такви, тоа е веќе зена за се, меѓутоа на која што на прво место е амбицијата, туку си ја билда среќата на тој начин. Љубовта и се умножува кога таа знае дека тоа што го прави ќе ги усреќи тие што и значат. А нема поголема радост за една жена кога се среќни и задоволни тие што се околу незе, бидејќи нивното убаво и незино убаво. Од друга страна. Немој све да ми кажеш на почеток, стој. Тишина. Имам јас за 5 емисии. Да. Имам себе разглобено и за амбиција и за самодоверба ги имам сите тие поред. Значи ја одбравме Меланија. На кратко само, на кратко. На вистина, што е со Викторија Бекам, па Не, она јас кажам дека и сите плюс можат. Значи Викторија Бекам Ама на прво место е Меланија. Е типичен пример за жена балканка која што не ја сака снајата. Не ли ви текнува? Не, баш дека не ги сакаат свекрвите снајте. Не знам зашто така размислуваш. Има многу. Останало така од подамнешни и времења. дури гледате како синот не разговара со неа. Катастрофа, колку ќе ти кажам. Да. Син имам, не можам многу да зборам. Ја имам Мега 12 со А Меган која што си го повлече сопругот, рече остај фамилијата. Таа е права јас сум- балканка. Па тоа Таа е сакам права да кажам. балканка, си Нели? извинувам, да. Меган Маркл го повлече принцот Вилијам, не Вилијам, другиот
Значи го повлече и рече сега ти ќе си живееш со мене, у друга држава го однесе. Љубов? Љубов, а? И храброст. Така ли? Да. И покорност. Добро. Што жена ќе каже тоа? Ние се пативме за Меланија, ма гледате како и другите си носат. Јас кажав дека секоја жена може тоа. Секоја. буквално Дефинитивно секоја. зависи кој е од спротивната страна. А ако земе Балканец? Под кај сака нека. Добро, Зависи добро. колку ќе ја слуша. Добро, имавме такви Тоа случаи. зависи од другата страна кој се наоѓа. Зато викам. Ајде сега еве, значи, одам со онаш кое што го пронајдов, значи во однос на тоа мажите што сакаат, а што ние или како си го толкуваме. Вика вака дека мажите сакаат самоуверена и независна жена. При што? Првата реченица е мажите очекуваат да знае жената каде ѝ е местото. Како ви звучи на вас тоа? А после ќе го прочитам и толкувањето. Значи, мажите очекуваат жената да знае каде ѝ е местото. Ајде, Анита или Ја многу Катя? зборувам, ме караше, нека зборува други. Знаеш како, еве јас ќе почнам. Ајде. Зависи и жената на почеток како ќе се представи пред мажот. Ако се представи дека таа е жена за се и дека може се, нормално дека мажот понатаму ќе го очекува тоа од неа. Добро, оваа констатација, мажот очекува да знае жената кај е место. Како ти го Па и сваќаш? треба малку жената да е подолу од мажот и да знае и жената кај е местото и мажот кај му е местото. Секој треба да си го знае своето место на некој начин. Добро, Катя, Моje ти? мислење. Не, така. Мислам, не. Па Не, добро, супер. секој со своето Така е. мислење, да. Добро, да, ама например, види, малку контрадикторна ќе бидам, затоа што нели со тек на еманципација на жената, знаеме каде била, колку била подредена жената, точно биле тие нели параметри каде е местото на жената, дека не треба да биде да се рамна со мажот или да биде не дај Боже над него. Сега се жените многу повеќе. Сега убаво е тоа затоа што ние сме далеко многу посилни од нив, но и како велат, среќна жена, среќно семејство. Ако жената не ти е среќна, нема ни ти да бидеш среќен. Така да ако не жената направиш е столбот на куќата. точно, вратот. Вратот што е врти главата, така. Мажот е главата, а жената е вратот. Жената е вратот, така да тој и по мајка ми го знам, затоа што она е например нели друга генерација кај што точно знае кога треба да застане и точно мислам дека со поглед си се разбира, но и не е жена која што се има подредено до толку и јас например па не сум воопшто таква жена затоа што сметам дека треба да имаме права кои што далеко е од тоа дека сега еманципирани жени работиме и правиме све. Повеќето работи што ги правиме ние. Некогаш дури и жената е таа која што го носи сиот товар во едно семејство и мислам дека нема потреба од потценувачки тоа дека ако си ти маж дека ти треба да бидеш над жената. Така да сметам дека треба сами да се избориме, но и ние правиме една грешка. Тоа е, покажуваме дека можеме да правиме се поставуваме дека буквално можат они да се подпрат на нас и имаш мажи кои што можат комотно да си легнат, да си ги засукаат ракавите и да се режат па супер. И да чекат се на тебе. Да прави све, јас ќе си седам. Добро. Каде е местото на Дефинитивно до мажот на исто рамниште, ниту чекор погоре или подоле, ако се веќе заедно. И само така кога се функционира, кога секој си го знае своето место, а при тоа местото кога ти е до партнерот, кога жена е нели мажен, имаш и немажени жени, како и да е, меѓутоа прашањето нели конкретно е за жена во брак, секогаш треба да биде на исто ниво, подчинета никако, туку напротив, секогаш треба да биде мажот тој што ќе ја мотивира и таа него, и само со таа заедничка поддршка, разбирање, делење на обврски, таа нека биде жена за се, меѓутоа никогаш да не биде чекор подолу, заради неј за самата. Затоа што од друга страна ти може да бидеш жена за се, затоа што она што го спомна пред малку Кате, кога ќе ги научиш дека ти можеш се, и тогаш ти си жена за се, само не за себе. Така, одлично кажано. Сега вика, очекуваат во однос на она што беше каде е местото, очекуваат да знае дека е сопруга и да се однесува во склад со тоа, дека е негова партнерка и да се однесува така и пред роднини, и пред пријатели, и пред бизнис партнери. Очекуваат да знае колку вреди и која е. Значи, по тоа жена да знае каде е местото, мажите очекуваат дека жената треба да знае тоа, да знае колку вреди, да знае да се однесува кон роднините, кон пријателите, кон бизнис партнери. Тоа е нормално, тоа Тоа нема ви е потреба окей, да е ради така. мажот, тоа е домашно Тоа е за себе, воспитување. да, и така за е. себе пред се. Они така сваќаат да гледате ние како го сваќаме, дали сме под, не, над. Ами треба и со тој да тоа се знае. опишува самата себе си, а не Ама не некој друг. сваќаат сите мажи дека треба да сме под или не. Па добро, ева.
Вака Ова ти е нормален некој начин просек, треба не да знам. размислувам. Не знам уствари кај се податоци, да знаеш. Од некој нормален начин. Нормални. Од нормални луѓе. Дали тоа значи дека може сама да оди на одмор со другарките? Дали тоа значи дека може да има собствен буџет? Дали тоа значи сама да носи одлуки каква работа ќе прифати и одбие? Што значи подразбирате вие под независна жена? Три во едно, сето тоа што Сето го значи да набра. си оди сама на одмор со Од другарките? се по нешто. Ако сака Да да е може сама да има независна, собствен буџет и сама да одлучува какви работи ќе прифати? За ова треба да прашаш мажот. Што се однесува за нас како Не. жени, значи јас секогаш дома се консултирам за се. Не дека јас не можам сама да донесам одлука. Ја ќе ги прашам и после ја како што размислувам, меѓутоа за нешто што е лично за мене. Кога Да, е за да, да. семејството, тогаш нели. Можеш се сама да имаме- си одиш на одмор со другарките? Може. Така, и си била? Сум бил. Добро. Не како дете, значи зборувам во брак. Не сум била 20 дена, меѓутоа Ме Не. пушти до салон да идам и да плажи. ама не сме бе. Ете, јас не снеже би отишла кученце, сама. Па да не пушта. Гледаш? јас сама не би отишла. Зашто? Јас со другарки Па би не. отишла и одам и убаво ми е, меѓутоа тоа ја не го правам секоја година. Се погодила некоја ситуација, зошто да не? Или А викенд. зашто не го правиш секоја година? Зошто да не? Затоа што некојаш имам потреба, некојаш немам потреба. Заради тоа. Добра, си имаш собствен буџет. Буџет, да. Немаме ние ништо собствено. Собствено сум си само ја за себе си. Добро, добро, Се е добро. заедничко кога си во брак, Снеж. Добро. Нема оноа да криеш пари, нели? Па да имаш некој собствен буџет. Сигурно не секакви криеш. ситуации има. Немам Сигурно. зашто да крием. Зошто би криел? Ма ти си за глумица, бре, човеш. Па Сериозно? Зошто да крием? Па не да криеш, да си имаш нешто своите така. Сакаш да кажеш да штедиш? Меѓу штедење и криење чекај. е голема Ама чекај, можеш и разлика. заедно со партнерот да штедиш. Имам проблем во вордингот јас. Значи не е криење, туку е штедење. Што штедење и правиш? криење? Штедам пари од не, ама како да кажам, штедам пари кои што мојот сопруг не ги знае. А значи ти мислеше баш за криење. Не, Не криеш. не. Добро. Океј. Нека биде така, кате ти што Па јас мислиш на сметам тоа дека нема независна? ова што го кажа, нема врска со независна жена, не значи дека ако одиш на одмор со другарки дека си независна. Добро. Независна е по многу други параметри, значи независна жена која што не седи дома и не чека мажот и да ја даде картичка со која што таа треба да ги купи основните Дефинитивно. намирници. Значи сите работиме, сите заработуваме, сите имаме и секогаш сум гледала на пример да не се подпирам на никој поточно, да ги имам јас средствата, јас да ги правам и доколку нема другата страна, јас да сум таа која што ќе биде тука, но тоа не значи дека сум независна, тоа значи тоа дека за не ништо. сум зависна. Да. А дали, а овие работи што ги напоменав, пример, дали можеш да си одиш со другарки на одмор, тука е веќе избор на самиот себе. Имам другарка која што на пример не сака сама да оди нигде. Нигде, буквално нигде. А јас Еве, на пример имаме би другарката, сакала. она рече, да, не јас би сака. сакала. И јас. Не, на пример, јас сум сега во години кај што децата ми се пораснати, мене ми е многу поинтересно да си отидам на пример со друштво, колку да послободно си, отидам полабава со си фамилија. се. Никош ми се досадни пре не можам више да ми пукна. Супер ти ќе се отидеш ќе се Па тоа, изнасмееш, да. слободно си е. А за буџетот на пример, секоја жена мислам дека треба да си има некој, ај вака ќе го кажеме, Ајде. црн фон на страна. Црн фон. Ја на пример никогаш не Црн ми се фон за бели денови. Црн, да, за бели денови, кој што Или ето бел едноставно фон за си ги црни имаш. денови. Не, неќем да ми дојдат црни Да, денови. да, ја не, не не, можам. Боже. Да, црн фон за бели денови. дека Не би сакала да бидам. Нека само нека се таложи. Сакам да си ги купам, еве, зборам, не знам, сакам да отидам да го купам сиренјаво. Да. Имам пари на сметка, ќе одам ќе ги Така купам, да, а не да така. чекам да му се јавам, мамаш, слушај, треба да купам и да вика, а од кој ќе купиш? Извини, молим те, не знам да. Меѓутоа има и такви ситуации. Па за тоа има, сакам да тоа, кажам, да, тоа. за Тоа за ја правиме тука, споредбата. да. Ти си доаѓа имаш до ли таа тема. свој буџет? Значи, кај нас е се заедничко. Добро. Сепак, како што кажа, ните се е со консултација, се е со разговор. Никогаш не се случило, како што кажа, кате, ајде да земам ова да купам, дај ми пари или било како. Значи, нон-стоп имам и јас, има и партнерот, така да нема причина за криење, за црн фонд, за бел фонд или... Добро, ако го договарате настапи, затоа што нели заеднички, тој договара или ти договараш цена? со консултација. Ти се консултираш со Не, него? значи, Или он со тоа е тебе? тоа што да прашаш. Вака, бакшишот го делиш или го ставаш? Тоа е тоа што се договара се. Чекам, а бакшишот го делите или? Знаеш како, Снеже, цената се знае за секој град која цена е, нема што да се договараме за тоа. Меѓутоа, сепак
Постои велес некоја колку е? консултација. Мораш да зборниш со со мојот сопруг, па ќе ти каже. Морам да зборнам, рече, ете, знаеш. Пошто јас не ги Колку договарам. е, кажувај. Ај после емисија ќе се А договориме. се случило некогаш некоја цена да даде за која што ти не се согласуваш? Не, никогаш. Бидејќи кога се прават тие цени, тие суми, ги правиме заедно. Цел бенд, заедно ние двајцата, било како. Така да нема дилема. Значи све Нема заедничко, никако. вие? Се е заедничко, Ние се како е- жени за се, одлучивме дека се е заедничко. Не одлучивме дека се е заедно. Последниот збор е наш. Ти како ќе ќе кажеш? Добро. Добро. Значи, што подразбира мажот уште на крајот да заклучиме? Мажот под ова да биде жената самоуверена и независна подразбира способност за донесување одлуки и самостојна во остварување на сопствените цели. Независност исто така значи дека жената знае да го цени својот живот и своите интереси и не ги става во втор план поради партнерот. Па ги даде одговорите на претходно што не праша. Даде. кажа. Ама по дефиниција, Е, по па книга, добро, прво значи нас вие- не прашва, после го даде како што треба, тоа е Па тоа. значи, добро сме разбрале ние Така е. жените, така е, добро. Чи снеже пет. Океј. Плюс, Петка за сите. За сите. Жените, односно мажите сакаат амбициозни жени. Што? Вие мислите дека е амбициозна жена. Значи, можеш да бидеш амбициозна се додека дома има ручек. Во ред е да бидеш амбициозна се додека тоа не бара отсуство повеќе од 5 дена дома. И добро е да бидеш амбициозна се додека тоа не значи дека заработуваш повеќе од мене. Да, До мислам каде дека на мислите никој дека? маж не би му било лошо жена му да заработува повеќе од него, а при тоа да е дома. Тоа е најубавата можна варијанта. Мислам не да е дома, туку нели завршува со работа, амбицијата ти завршува таму кај што ти е работното место. Да не си ја носиш работата дома, моето искуство е дека целиот мој живот работата сум ја носела дома, таква е, знаеш и ти по себе. јас ја носам. Од друга страна, амбициозна, да, таа амбиција, меѓутоа во таа амбиција да не се изгубиш и ти, а губејќи се себе си, полека ги губиш и тие околу себе, не гледајќи што ти се случува. Секој еден од нас е амбициозен. Дефинитивно да, без амбиција нема напредок. Меѓутоа, таа амбиција да не нарушува ништо што си го поставил веќе на еден темел и со таа твоја амбиција да не правиш кавги. Постои Добро. Снежи и можно е. Тие се малку примери, ретки се, меѓутоа пак ќе кажам, затоа е жената за се. Затоа што таа ќе истрча на работа, ќе среди се, има уште работа, меѓутоа нема да ги запостави обврските дома. Зборувам за себе лично. Ама се сум случува да не направиш ручек, се случува да не стигнеш. Ама не значи ако не направиш еднаш ручек дека дома ќе паднат у несвеси дека нема да јадат, Ама нема што да јадат. припаѓаат. За еден ручек не паѓаат. Доколку ти не правиш еднаш, два пати, три пати, четири пати, тоа да е редоследно, ќе паднат, да. И што им правиме тогаш? За еден ручек, ако се гладни ќе се снајдат. Ама тоа не значи дека ако тие 4 дена, ева бидејќи ги Добро. врзавме, се случило да си одсутен, тие веќе се подготвуваат и знаат дека ти ќе бидеш одсутен. И веќе си планираат, вака ќе правиме, така ќе правиме. Пак ќе кажам, Снеже, основата на семејството, ако ти живееш во едно здраво семејство, во една здрава околина, секој ќе има разбирање за другиот член на семејството и ќе го надополнува неговото отсуство, а не да го чека на нож да се врати, аха, ти беше 5 дена одсутна, немаше јадење и така натаму и така натаму. Не сум од тие примери, меѓутоа за жал ги има. Така ги има. Ката, ти што мислиш? Нема ти До кога е? Не знам што беше прашањето. Дали Значи, до кога е дозволено жената да биде? Значи, мажите викаат дека сакаат амбициозна жена, но до кога е дозволена таа да биде амбициозна? Се до моментот додека има ручек дома? Сериозно не го разбирам ова. Јас ова би требало, на пример, пак се зависи од мажот, колку би сакал да има мажот партнерка која што е амбициозна. Има мажи што, на пример, сакаат да имаат такви жени, има мажи што не сакаат. На пример, тоа си го одредуваме ние самите. И пак ќе се навратиме на предходното, дека може да имаш амбиција, дека може да ти ја сруши, да ти ја уништи, да тргнеш да направиш нешто, да те срози, а може и да те поттикне да бидеш, да не си амбициозна, да бидеш амбициозна, но пак ќе кажам, нема да ги мериме работите. Амбицијата не значи дека треба некого да запоставиш. Амбицијата не значи дека некого треба да уништиш. Амбицијата не значи дека треба некој да пати покрај тебе. Така е. Прав, вистински човек, без разлика дали е маж или жена, ева за жена конкретно, која што е амбициозна, не сме да дозволи никој околу неа друг да пати поради таа нејзина амбиција. И толку. Одлично. Тоа е тоа. Добро. Значи пак компромис.
помеѓу Ти двајцата. си нарача да си јаде. Кај нас го нема тој проблем, пошто... Ако ме нема 5 дена Знаеш дома, кај да спи? Ние заедно сме во работата, така да нема такви случаи, мене да ме нема 5 дена или него да го нема 5 дена, така да немаме таков проблем. Заедно ве нема по 5 дена. Заедно не нема и домот е празен, нема кој да чека на нас јадење. Добро, ама некаде кога патуваш, или све заедно тоа вие? Заедно сме во работата, Све исто работиме, така. заедно работиме, така да заедно не нема. Тоа гледаш како ви е Ова е полесно. голем плюс. Добро, а дозволува, односно како се чувствува мажот ако ти заработуваш повеќе од него? Па се горди. Се горде. Да. Сепак се горди на мене затоа Оваа што сум мојава способна. најже заработува. Затоа што Алде, сум оди земи способна плюс. и можам на работа. Иди. Удиш и му прожмигаш, купи си чевличина. Жена части. Јас те частам, земи си еден пар чизми ако треба. Јас ќе купам. Па Нема нема донесам дома. Ама Нема убаво е. полба. Е, па убаво е. Многу е убаво кога Сите идеш да жени му чекаат и се научени некој нешто да им купи. Така Не бе, е. јас повеќе сакам да купам од колку купам. не знам Исто. зашто. И да Убаво се изненадам чувствувам. некој. да му паркираш Точно. некој нов джип, вака. Сега не го Толку претерам. неам сега, Не го толку претерам глумица сега. сум сега, неам од кај. За Ама джип не не може. Немаме толку големи Не може. приходи сега, не за Ама фракај. едни чевричиња Ама ќе можам. направиме, ама ќе направиме. Зошто да не? Зашо да не направиме? Зошто Тоа да е не? таа амбиција што ја сакам. Ќе се бе. потрудиме. Ќе се не. Ја имам Јас амбиција да научам да пеам, никако не можам. Јас сум Потруди дека се, единствена биди глумица- амбициозна малку. Не можам, не иде. Еве, тоа е тоа Ама што не чекај, па можам. нели полагате пеење нема во ФДУ? Да, бе, Нели што? има? Не? Тај е. И следно прашање за жените. Не, кажи ги одговорите сега. Како си поминала да прашам? не ме да. бука јавно. А може ли да обстане жена која што покрај себе има неамбициозен маж, а таа е преамбициозна? Ќе го направи амбициозен. Ето така. Мислиш дека Може да Да. опстане, ама ќе се нервира баги, поприлично, и едноставно или ќе се легне на брашното, или ќе си бара друго чар. Ја, така. Ќе го направи амбициозен. На здраве. Добро. А тогаш како изгледа врската меѓу двајца амбициозни партнери? Кој тука трпи? Пука. Пука? Топ. Пука од Нема од болја. амбиција и од Нема самодоверба. подобро. Нема. Ако секој си го решава своето и при тоа нели никој друг да не трпи, не значи ако си амбициозен дека дома треба да ти се распадне домот без снежи. Не знам какви се Во примери никој има. случај, јас се тоа зборам е, за не мене. знам. јас ме Не правам. значи ако сум амбициозен и сум била и уморна и се мамо сакам ова, сакам тоа. Не ми е Ама проблем не за мама, ништо. он вика, значи ти си Па преуморна и он ми е дел од семејството. Мислам ке И тој вика не мамо, Трето дете. Погрешно мислиш. и тој вика мамо ова, мамо она. Значи, ако Ама и он инсистира нешто, а гледа дека си изморена, дека не знам, дај ке идеме на гости, ти вика, што преш во тие моменти? А зашто да не одам еден на животот без снежи? Кешки за гости да му инсистирањето, за шетање. Добро, дадов пример заедно дека инсистира. Да не речи да копаме. Па, ако нешто треба да се друго. копа и ќе се копа, пак ќе ти кажам, ако ти си среќен. Значи нема Ама нешто што изморен не си. можеш. Значи- И ако си уморен бре, ќе легнеш ќе отспиеш после. Ова е стварно жена за се брати. Јас се зборувам за себе. Па затоа ја напише најубавата песна. Така, Жена. родена е жена за се. Боса, Крај. преку трње, значи све да Се е гаси. кажано. Тоа е за љубов. За љубов. Значи песната е за љубов. А иначе боса не газиш никаде освен за љубов. Боса газам секаде. Добро. Само да е доле подот адекватен Чист, на моите топол. стапала. Нели да нема срчи и да нема ништо друго. А кај се трњето сега со песнава? Тоа е песна бе, Тоа е за снежи љубов. уметност е тоа, те молам се. За љубов гази трња. За љубов трње гази бос. Символика. Добро, символично било тоа, добро. Кате ти за двајцата амбициозни луѓе, односно во еден брак, значи обстанува ли? Апсолутно, Во ред апсолутно. ли е или кој трпи тука? Никој не трпи. Двајцата да се амбициозни и двајцата да си даваат поддршка еден на друг. Мислам дека тоа би било најидеалното нешто. Не да се кочат, не да се бойкотираат, не да си пратеј чекај сега јас повеќе ти, него и двајцата да се поддржуваат и мислам дека многу повеќе ќе одат напред. Да нема Тоа би било надпревар. идеална комбинација на Така, а овој партнерши. другиот што не е амбициозна жена му е амбициозна, Па, го мислам менјаме? Не, мислам дека имаш две опции. Едната е помагаш, правиш да стане и тој амбициозен, или едноставно се предаваш и викаш Ако бе убав е. Да, добар. Или го враќаш на фабричко. да. Или го праќаш на фабричко, кај го праќаш на фабричко? Подесу. Го праќаш Не знам, кај се мајка? трудиш, правиш се што можеш, значи и кога не ти можеш. го правиш од почеток. Тоа сакам да кажам, не го враќаш кај мајка му. Туку ти се трудиш да го направиш да биде како тебе. почеток. Апропо муавето за свекрата, го знаеш тоа, вика, имаш ли некојаш нешто вратено на свекрата? Да, синот.
Збор не, ама си. Одма од почеток го правиш, значи си го взимаш и си го правиш, така? Лошиот збор се памти. Паметна жена, ова мајка ми го има кажано, многу добро, ако сака, знае како со мажот. Ја, например, не знам, не ме гледате и двете. Не, Многу добро ќе знае култура. како. Многу добро ќе. Тактички, ја не сум тактичар. Многу добро ќе знае како треба математички, математика не ми иде, така да и тоа нема. Значи, ако е права жена, ќе го направи и амбициозен, и од ништо ако нема, ќе го направи, ќе го крене, само доколку знае како, го мотивира, го сака, го почитува и сака од него да направи нешто. Многу е битно во партнер, зашто ме гледаш така? Не. Многу се бива, не можете да се изнагледам. Не, мислам. Ај, пази, ја се ќе кажа убаво збориш, многу си. Зашто не ме пофалиш да збориш? Не. Јас многу пати се согласив во твоето излагање. Јас мислам, Анита Само да ќе кажам кажам дека- Таа. Многу е убаво тоа, многу е убаво кога сакате некој и кога гледате од тој човек сите тие атрибути што ги имате вие, да му ги пренесете и нему, доколку ги нема. Доколку ги има, Па тоа не го ги кажав и јас, уништувајте, да. да. Негувајте ги, подкрепувајте ги колку можете повеќе. Ако И го тој сакаш, вас- ќе го смениш. И тие, Да. и ти него. Или И до некаде. тогаш ќе биде Да, до некаде, не сигурно може некаде. 100% ништо да направиш. Само да не почне, знаеш, да не почне она компарација. Јас сум подобра, ти си подобра. Тука Да, више и се да прелесте. не и никогаш она ја вака за тебе. Ја вака за тебе. Да префрлуваш тоа што си го направил, никогаш. Прави го и биди среќен со тоа, немој никогаш да му го испираш врзност тоа што ќе го направи Партнерот за не ти е тебе. конкуренција Затоа што- во секој случај. Во никој Ако никако. го правиш тоа од љубов, Ако ти е нема конкуренција партнерот, тогаш тој не ти е партнер, тогаш таа врска се знае дека ќе има некој Негативни или последици. потреси или катаклизма. Така. Бизнис партнер е окей да ти е. Еми пари се упрашање подруго е. Тука натаму може да има. Тука секогаш амбицијата ќе им биде Компромис иста. Заедничка, идентично ќе мислат. Дај поише. Дај поише да истераме. Добро. На вторава теза заклучивме зависи од мажот. Да. Добро. Дека сме сите Првата амбициозни, теза беше зависи зависи зашто. од мажот, втората беше зависи од третата. Идам на третата. Мажите ја ценат искреноста и довербата. Значи, викаат, мажите бараат поштена жена. Што значи за вас поштена жена? Ајде, дефиниција. Секој бара поштена жена. Чекај, прво Добро, Анита, ајде. да слушнам. Што е поштена жена? Ајде за како тебе? што кажа, значи, да нема лага, да нема скришно ништо, сепак да има и самата жена треба да има доверба во мажот, за и тој да има доверба во неа. Меѓутоа, тоа се надоградува со години и треба да ја оправдаш таа доверба и да докажеш дека си поштен и дека не лажиш и дека ништо не криеш. Значи, за најмала ситница, ако ти излажеш, никој нема да има доверба во тебе, ќе мисли ако за ова ситница ме излажал или ме излагал, што ќе биде за поголем некој Ние проблем. женичките знаеме стално да си лажеме. Овие кондурија бе од пред месец дена, ми се ја вчера Тие си. се белила и тоа не е Тоа се страшно. белила, Тоа е ја? нешто, не е Па нешто добро, што ама ќе знаеме му да се излажеме така. Сега, ако Кој е купуваш што? 10 пара снеже, опасно е тогаш. Купуваат неже, купуваат да се пара. Секој ако имаш скришен фонд Ова, бе, од некој, пред 3 години ми е. тоа е лоша лага. Не си ме видел бараш по слики тебе, види кога Леле, се од кога е слика, ова? од кога Па не, ми е најверојатно ова. треба да постои Што е поштена жена, според отворена за се, ама баш буквално за се, што и да се случува во животот, како и да се случува, и да има проблеми, и да има некои работи кои што на крај памети дошла дека може да и се десат, да дискутира, да биде таа која што не сакајки за се направи нешто добро за себе, ќе ги повреди другите, не зборувам само за мажот. Едноставно честна жена е жена што на мажото лице му кажува се, меѓутоа при тоа бира зборови. Да не го навреди. Затоа што ти имаш Да. икс ситуации Не, во не животот. викаш. И зошто Не викаме ние, барем ја викам никогаш не вика никогаш, не знаеш што ќе ти донесе животот и кај ќе се најдеш еден ден во животот. Меѓутоа, за да изградиш таа самодоверба, треба секогаш да си, пак ќе кажам, отвореноста, дискусијата и да не лажеш колку што можеш да не лажеш. Колку што можеш да не ладеш, добро. И да не му викаш на мажот дека е неинтелигентен, туку дека е смотан. Тоа не е интелигентност и смотаност, мислам, зашто би повредила ти некого покрај себе.
Зашто имаш потреба да му кажеш на сопругот дека не е интелигентен? Па може да најдеш друг збор за да му го кажеш истото, ама ако не е интелигентен, тогаш ти се врееш и својата интелигенција. Што се со неинтелигентен? Што си го зела? Ако некој случај е он неинтелигентен, не он општо? Па не ти текна, еве, зборче. Како бе не ти текна? Ај потсети се. Слушај, Снежец, ти тргни од себе. Ти сакаш секој, конкретно со твојот сопруг, зборувам и за мене, да слушнеш убав збор. Па и кога ќе погрешиш, да ти каже збор кој што тебе нема да те возбуди, нема да те вознемири, туку ќе те смири, напротив, така и ти. Зошто онако сгреши, ја да му кажам, ај смотани некаде, ама тоа не е интелигентен. Па да, не е добро, посебно за маж над смотам. 50 години. Нема како. Добро, окей. Значи добираш зборови, ќе ми ги кажеш после зборчињата. Имаме ама са не се прави па ти дома дека на маж ти се го рендаш, не зафркавај сега. Ама сите ние бираме зборови, така? Ама има некој кој што не бира. Ама јас не знам со тие шо. Не знам ни јас. Не знам што со тие. Затоа ние да кажеме што и како е. Тие нека му е мислат. Тие нека, не знам, нека се добро, провоспитаат, може би не нека се знаат. средат, не знам што да кажам. Од дома не ги Оти воспитаат. најлесно е да се искараш. Нема ништо полесно. Тешко е и карањето, не. Кате знае она. Јас се карам стално. Тешко и карањето за тоа енергија. Не можеш за тоа е мачно. Никогаш се караш, никогаш не. Да се вратиме на честноста. Тоа е поштена жена. Поштена. Поштен да си кон самиот себе. Прво да си поштен кон самиот себе, да си искрен самиот на себе. Довербата многу тешко се ствара, многу лесно се губи. Значи, прво треба да се свртиме сами кон себе, да си направиме ние своји приоритети во животот кои што ги имаме и тие кои ќе си ги почитуваме, ќе почитуваш се од страна. Пак ќе кажам, доколку од другата страна немаш ништо кое што би го срушило сето тоа. За да ти направи нешто што не би сакала ни ти да го направиш. Мислам дека многу повеќе треба жена кога размислува да трга од самата себе кои се нејзините приоритети во животот, што сака, колку сака, и со тоа ќе може да направи разлика во животот. Што живее, колку живее, на каков начин го живее. Затоа кажувам, честноста е пред се кон самите себе. И тоа го правиме не за на некому да си ти, нели, поштен, честен. Добро. Значи, пред се кон самиот себе да сум. Ако сум си јас искрена сама на себе, ако сум си јас верна сама на себе, ќе бидам кон сите. Добро, окей. Значи, искреноста... Ме полека. Некој од маживе нешто ми прати. Ова многу збори. Значи, докаде треба да бидеме искрени, за да нели не ја загрозиме таа некоја партнерска врска, односно кои прашања би требало да ги одговориме искрено, а кои би требало можеби некоја бела лага да кажем. Кога ни бара искрено мислење за неговите пријатели, кога ни бара да му кажеме бројка кои биле нашите претходни партнери. Што е она што треба да речеме да си премолчиме, што е она што треба да му кажеме искрено или што не очекуваат дека ќе го праша. Ако го почитуваш, ако го сакаш, се ќе му кажеш точно. Без разлика колку и да боли, дали е вистината што ќе ја кажеш, се треба да знае. Како што сакаш ти се да знаеш за него, така и тој сака. Ако те праша што искрено мислиш за мајка ми, а не мислиш убаво, треба да му кажеш? Тоа што мислам ќе му го кажам. Нема поубаво нешто од искреност. Затоа што некогаш ќе излажиш нешто и по некој време истото прашање ќе ти го постави, а тој памти што си му одговорила и сега ти не памтиш ако си излажал, не памтиш што си одговорил, ќе му одговориш некое друго. Друг одговор ќе му дадеш и веќе тука се фаќаш зошто си ме излагала, пример за без веза, за безврска некоја работа. Затоа секогаш преферирам да се кажува вистина. И све кажуваш ти искрено? Да. Ништо не лажеш. Добро. Ништо. Окей. Наискрено. Сите си лажеме по потреба. Тоа Нема човек на светот што не лаже. Освен Анета. Не, јас зборам за дома. Зборам за дома, значи надвор некогаш ќе излажиш нешто. Ама за дома сега збориме. Да. Види се. Чекај да му Не, кажеме. дока, не, Чекај, нека докажа мислам она. дека треба да му кажеме на партнерот на Анета да излезе, за да му прашам уште еднаш. Да видам дали ќе го даде истиот одговор. Скрос. Не. Знаеш како, кога велам сите си лажеме, зборуваме за тие бели лаги. Значи не зборуваме за проблем за кој што треба да се не на дискутира. проблем. Ама затоа Тога е викам, веќе значи, друго. некоја Зашто ја него да не му безврска кажам некоја дека работа. пријателите не му се окей? Ја тоа нема
При Значи, тоа ти не го да цениш му го ако не нарачам можеш. неговото мислење, тој си има право на свое мислење. Мене ме прашува. Зошто да не го давам своето мислење? Обясни што треба да се отворам за цел животот. Еден е животот, ако си го глумиме ние животот, што Па направивме на него од да му нас? биде поубаво, нема да му кажам. Ама лошо, што ќе ако се му биде нервира. поубаво? Што него му менува дали пријателите му се добри или не му се добри? Што него му менува она што поминал? Никогаш не би го прашала со колку партнер ќе бил. Зошто? Тоа е нешто што е зад него. него. Не ги интересира. Ама зашто да ме интересира? Не, Значи, него може го би ме интересира. интересирало да сум јас сега 18 години. Дефинитивно Ама да. добро, ете Ама и да на мој било. 52, Ама сигурно не зборувам за сега претходно. Ама претходно ние све сум знаела без да го мажите прашам без очекуваат дека ние искрено ќе им одговориме на прашањето со колку партнери си бил. има мажи кои што не го поставуваат тоа прашање. Ама ги мачи тоа прашање. Па сега сите ние си имаме маки во Ако го живот. постави, ќе добие одговор. Добро. Кога си многу Треба ли искрен, да му одговориш или не треба да му одговориш на тоа? Не треба да ме праша. Добро, окей. кога си многу искрен и не е добро. Јас на пример секогаш значам за личност која што кажува се и стално ми имаат кажувано. Добро, не мора све да кажеш, не мора све да знаеме. И со тоа имам научено лекцијата дека некои работи не мораш да ги кажеш. Некои прашања не заслужуваат Не заслужуваат Ама одговор. чекај сега И правиме муабет за дома Општо, или за општо, надвор? општо за за се. надвор И за кажав, дома, и некогаш за- мора да излажиме Добро, а за дома не лажеме. Не мора да знае Како не бе, секој важи. се. За дома не мора све да Значи, кажеме. вака, имаш работи кои што некогаш, пак ќе кажеме, многу зависи и до психата на партнерот. Некогаш некој не очекува кога ќе му кажеш нешто, не му е баш убаво. Очекува друг одговор. Не очекува друг одговор. Мене некогаш не ми интересира што очекува. Само јас ќе го кажам тоа што мислам дека во моментот треба да го слушна. Затоа што, ако го кажам тоа што во моментот што го мислам, може нема да му се допадне. Ќе ја чекам приликата понатаму да видам како ќе изреагира. Ќе го чекам моментот кога на тоа некое, ако е глупо прашање, например, Искрено кажувам, ама на некои работи некогаш не. Извини, молим те, ама па сега, некои прашања некогаш, не само што не треба и не смеат да се поставуваат, едноставно не заслужуваат одговори. Така Тоа е да се тоа. правиш, не си Кај нас слушнал. немало такви прашања, ептен, да Сега му кажам... дадовме идеја. Да. Не, нема врска тоа на страна. Не, ова е нај... Сега. Значи, овие прашања се исто глупи како колку некој да те праша колку плата зимаш. Значи правиме муабет за основни работи, не само за тоа, и за основни работи. Сега на пример, не знам, доаѓаме и ми викаш како ти се свиѓа пример мојата коса. Ја знам колку пати има кажа, ау супер ти е. Мене не ме ни забележува. Сакам да кажам, или сум ја сменила боја, значи Так. за глупави работи. Кога е веќе конкретен муабет, кога се седнува и кога се разговара, тежина, темата, внимаваш, така има си. тежина, и внимаваш и тука, што некој одговор некогаш може да биде многу за некого, не само што ќе го повреди, може да го однесе скроз во друга насока. Тука е Затоа потребна многу мудрост попаметно при одговарањето на овие прашања. Значи ние жените треба да ја вклучиме мудрост. Без памет ништо. Мисля, колку дал Господ се. Таму кај што дал Господ, кај што не Колку дал. дал толку. Добро, може да одиме на реклами да одмориме малку? Може, секако. Одиме на реклами. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве, вратени сме после рекламите. Одморивме што одморивме, подароците се подготвени, ќе ви ги дадам, само да одговорим уште на две прашања. Значи вика вака: мажот очекува жената да изгледа добро и да биде средена. Колку мислите дека тоа е во ред барање? Кога е жена за се, таа жена што е за се мора да биде средена и мора да внимава на физичкиот изглед. Па таа пред се самата за себе треба да внимава. Не треба да чека партнерот да ја каже да биде средена. Ако дојдеме до таков момент да ми кажи дека ова не треба вака, дека ти треба да се истушираш, да се средиш, да и коса да направиш. Супилно, Ништо не правиме. супилно. Чекај да видам. Од сабаля кога станеш да се измиеш, Ама стварно, ако чекаме некој да ни каже сега изми лице, сега изми заби, сега коса среди, сега... тоа е амбициозен маж. Сака да ти помогне. Амбициозен. Тоа е маж што сака да ти помогне да те Суптилно. направи како што Ти треба. даваш шампонче. Изми се. Ај сега Или ти прсни се позајмува малку. од неговото. Ај сега прсни се малку, не е во ред вака да излезеш. Добро. Ништо не правиме ако дојдеме до Но, тој нели, степен. Тоа да, меѓутоа тоа се екстреми, Да, нели, да. но очекува нели да не се промениш од тоа што си била како девојка, нели, и очекува нели дека таква ќе те има. Тогаш За е крајно секогаш. нереален. Добро, има мажи што ретко кој има мажи може што да- еве нема такви барања од Тоа се партнерката. погодил.
Како си? Денес така си. Секако те сакам. А, така, добро. Снеже, не можам со едното 36 дебелена во бремено, со другото 30 и да сум истата со 68 пред да ги имам децата, така да мојот физикус никогаш не може да биде тој, се трудам, правам се сега и годините и така натаму и така натаму. Меѓутоа, знаеш како, убава жена е таа жена душата што е убава. Кога ти овдека си убав, може да си несимпатичниот на свет, меѓутоа кога тој те сака, ти си за него супер. А иначе таман работа жена да чека маж да ја каже да биде средена Тоа е или да исто. не зборуваме за лична хигиена и така натаму. Меѓутоа Зборуваме има за себе. мажи кои што знаат да кажат види каква си, оди вака дебела си, све тоа има. Не викам дека нема. Пак треба да се бират зборови. Од друга, како што кажат. ма никој не бира. Има Ама што никој бира, не има бира, некој да. што не бира, има Маж некој кој што го сака жена интересира, му има некој да изгледа нели Така убаво, иди си го е. купува фустанчето, вика еве ова црвеново фустанче за тебе. Блазе тие жени што се како вас вака слабички, ја викам има таму една изрека интересна ми е, вика кога ќе умрам на мојата плоча, не зборам за себе, пишете цел живот на диета и цел живот дебела. Ама важно и умре дебела. Не, нема врска, знаеш како? Секој маж сака и јас како жена си сакам среден маж покрај Точно. мене, да ми е среден така. Не можат сите да бидат лепотани, не можат сите да бидат убавици. Убаво Меѓутоа, кажа, душата да ти е жената, ако ти од душата, ти си му најубав на тој. Па и да не е нели по јус некогаш или ајде сега не знам какви се овие нашиве стандарди. Битно е дека тој што е до тебе, тој ти е причината за ти од ден на ден да изгледаш се подобро и подобро на второ место. Секогаш си ти прва. Која жена не сака да е средена, не сака да изгледа фино? Па добро, не има сака- некои што ќе се омажи и ќе Има, јас рече, сум познавам си завршила такви. работа. Ма тоа не Јас значи познавам такви што никогаш не постојат се такви, средени. не викам И дека не. мажите како ги гледаат? Така ги сакат. Така ги сакаат Да. на среден. А мажите средени. Па слушај Снежа, од друга страна има маж па кој некогаш што да, не те некогаш не. дозволува многу да си убава. Па тоа, тука ве чекам. Аме дојдовме. Јас што ја да додам на ред, ама она како почнала ја не. Треба да кажам, што си се фатила за тоа? Продолжи Кате. Што си се фатила за тоа кога има маже кои што автоматски колку е жената посредена, он толку е полјути, поише ти вика зошто волко? Нели? Така да има обратно. Тука И ве тоа е гејлюбо многу мора да поопасно. се. Многу поопасно е тоа. Многу е поубаво, дај Боже. Да, Дај Боже, да, многу е убаво да. кога партнерот сака убаво да изгледаш и вложува во тебе и сака и те бодри и кога ќе гледа дека ќе паднеш ти вика стани, среди се, оди, направи ова, направи она. И заклучок зависи од мажот. Да, сепак. Да. Зависи, без разлика. Сам човек за Од никаде партнерот не. зависи се, без разлика, ме разбираш Така е. кој што е Не, дете, бе, тоа е не исто како од друштвото што зависи. Ти колку и да сакаш некои работи да правиш, друштвото ако ти е такво како што ти е и ти тонеш. Или се креваш. Како викат, с ким си такав си? Добро, а има ли муабет дека жената се плаши во однос на тоа како изгледа, да не случајно отиде мажот или се сврте кон некоја која што изгледа убаво, не? Ја конкретно зборувам лично за себе не. А инаку има примери милион. Па ќе нели направиш се, па ќе се оперираш, ќе се направиш порцеланска, ќе се Само- направиш само никаква. партнерот да не погледне Само, друга. Да, не, он ако се гледа, ќе се гледа, па ти ако сакаш и Ако лицето сакаш, смени си го. Кај има правило дека нема Прероди да се. погледне. Така си. Биди Мочи која за гледање? сакаш. Нека погледне очите ќе му ги извади. Не како, не Не, он глупости нека таму. гледа, нека не допира. Така. Очи за гледање, па и ние не се вртиш ти покрај некој убав маж, покрај Не. убава жена. Не, никако, не. Ја вака сум. Сите сакаме Ова е за убаво. глумица за глумица. Сите сакаме убаво, Ама му така? викам, види го колку е убав, ама не е поубав од Ама тебе. знаеш како, јас и кога сме заедно, кога ќе Ета, помине политички убава- искрена. Снеже, Ева искреноста. кога ќе помине добра жена, и јас му викам, види каква е. Затоа што стварно забележува внимание. Јас не, викам, зошто да не? Јас да. И чекај, Ми што не ќе ми одговара? привлече внимание, само нели да не е преправена, да не е се тоа пластики, него заменува жена, И он се жена со врти и годините што што си вика? е. Он Молам? се врти и што вика за тоа? Како? Искрена е, бе. Браво. Ако има, И, така. и нема после последици ништо Ама никаде. бре, луѓе, бре, некој рече не ја зема за жена, пак ќе си дојдома. Ај се смири, мила седни ти тука ја да ти поставам прашање. Ела ваму глумице. Ела глумице ваму. Не. Дај ти е. Ама да видиме никогаш тоа. повеќе не отидовме во тој кафич. Не, Како што бре, поминува Снеже. таа Слушај, девојка. Снеже,
Превозрастни сме за така да размислуваме. Ама не зборуваме сега ние за нашата возраст. Па сега не можам да зборувам во името на Ама ние кажуваме од лично искуство Ама сега. да, ама сме ја имали возраста кога сме биле секакви ситуации. помлади. Имаш ти љубоморена, не смееш од дома Ама да и кога испаднеш. беше помлада истото му викаше. Како? Глеј оваа колку е убава. Па ти помлада до него бев уште поубаво му викав. Да, тоа за да види кај Кога си. имаш самодоверба, Имаше и кога самодоверба. знаеш Да, колку да. вредиш, И знаеш колку да, си сакан, нема од што да се плашиш. И секој сака убав партнер да се. Барем јас. Сака. Има жени кои што не Среден, сакаат убави партнери, затоа што И едноставно обратно. им смета кога ги гледаат другите. Јас пообратно, јас би сакала до мене да имам стварно, кај што сите ќе се вртат. Мене би јас би се навредила ако не се свртат и не кажат види го каков е колку е згоден. Нема да Напротив, оболиш? Не. Не, Не. Нема да оболи. Па што? Она за од Холивуд е секирација? Ако имаш Престани со вакви самодоверба, нема да оболиш. Земи кашкавалче касни. Ти не си ти кога си Дале гладна. Чекај. Кој нема шапна до Ти не си ти кога си Едно. гладна. Касни малку. Почнуваш да Зошто? Почнеш да забегнуваш. Не, стварно, ама нели не се секираш да Не. некој да земе Не, некој. зошто ако имаш јака самодоверба? Абе, Знаеш дојди дека си го ќе го слободно оставам, со се хепи мил, со се деца, со се куќа, се компле. Ако така треба да биде, ќе биде. Значи, многу е убаво кога одиш покрај некој ти, нему кога си му, како да кажам, многу грубо звучи кога ќе кажам пехар или трофе или било што. Значи, многу е убаво, дај Го крием. Многу е убаво кога имаш покрај себе партнер, без разлика дали се работи за машко или за женско, кое што го гледаат. Ја не Зрачи, не разбирам мора тие. да е убавец, така, битно зрачи. Мора Таа некој енергија, убав, привлекна Шарм се некој, нешто. да имаш шарм некој. Да. Не значи Зашто дека убаво е мора тоа да многу? Добро. Па јас, на пример, кој идам со тебе на кафе, сакам убаво да изгледаш, да ти видя со каква другарка, а не види овако од поплава исфрлена. Кај ја нашла ова. Сакаш така да идеме на кафе, ја како што се шетам стално. И ти ваква, убаво ќе ти биде со мене. Ама со битолчанки веќе идеме тоа. На широк Да не сака. разумат, Идете да не кај мене. разумават. Добро. Ама дотерајте се убаво. Не ме носат Дотерајте се убаво за на широк сак, ако ти А не штикли везе мора ли? Не мора, може и така со Може, ниска. да. Добро. Последното е дека мажите сакаат жени кои имаат смисла за хумор. Значи, мора да смислите по еден виц. Еј. Да кажете. Јас кажа веќе, еден Ти готово. кажете. Ти не кажа порано да а јас смислиме. ќе ви давам подароци. Може така? Флорадикс, значи овде имате сирупи со витамини, имате и додаток во исканата за железо. Жените Ето, кои што ова се одма на машина изморени, го дадеме. да. Ме на мене, ова е за мене. Имаш таму, повели, ова е за тебе. Приматекс, Да односно продолжам прохигиена. или- Не, ова Ова за за тебе, тебе, ова сите си си за имаме. тебе. Прохигиена, значи овде имате Фала. средства за чистење, дали вие ќе чистите Благодариме. или до дома. Еве ги кашкавалчињата, Осоговски млечни производи, 35 години на македонскиот пазар. Овде имате и сиренци, кашкавалчи и путерче, значи се за вас. И у мене Со- погледна. Да. Тука е винцето за Харчев. Еве го. Значи ви го давам да го пробате, станушина, значи автентична македонска сорта. Органска храна. Алченеро, значи овде ќе проверите што се имате, значи органски, мислам дека ова е и безглутенска. Супер. Проверите, повели. Значи Лоренти овде имаме што е ова, да, ова е еден пилинг за тело. Значи бањати се. Не може да не бањати, не може да не бањати да го стави. Денеска бањати ми дојдовте, Ова да. за утре. Кај слежа да доаѓаш на емисија. Добро. Ќе ми кажувате виц или да поставам уште нешто многу кратко? Јас кажав, ама јас кажав, нели го кажав за секојата. Добро, За добро. сите три, Не не знам знам. се. Ајде. И вика пак читав не Добро. дека ми е нешто на кое што јас сум размислувала или некој ми го кажал, го прочитав конкретно. Вика можеш она уште да работи, да готви, да пегла, да пере, да е ваму таму. Ама отиде она, гајлие за се. Ме разбираш што сме ти кажам? Исто подпишува на таму кај што ќе пишува кај сите еден ден. Многу почна. И така натаму, сакам да ти кажам Со дека надгробните плочи многу почна да. абе не, а зашто Абе, се црн хумор бе верна? малку шал, малку шал. Сакаш и ајде со црн хумор. Црн хумор. Како ќе пише на плочата? Беше, ај затрпај таму. Добро. Имаме уште На крајот, вицеви, ама На ајде. крајот, значи. За мене се обично многу знам, сега ниеден не ми Ниеден не ти тикнува, Ниеден. добро. гај. Последното е, значи, што вие би сакале за вас да викаат? Дека сте жена за мерак, жена за пример, жена за почит или жена брат? Све. За све. Жена, брат, најмногу и све ова што го набра. Добро. Дефинитивно да. Па Сите. зашто да не си Сите, за мерак сите. да почне? И жена брат.
И жена брат најбитно. И жена брат најбитно. Жена брат најбитно. Госпожа брат е уште подобро. Госпожа брат. брат. Фала ви госпожи браќа. Фала брате. На крајот заклучивме дека сепак и мажот се прашува за многу работи. Не. Мора да се Не го прашува. заклучивме тоа, не. Она вика мора да се прашува. Не. Мора да се Ај, Фрице, прашува, ќе ама дај не да значи Фрлам Бидермаери. Sea Flowers, значи кои што го украсуваат нашето студио за вас. Преубави ви се цвеќиња. подаруваат еден ваков букет. Значи фрлам Бидермаер. Бидермаер ли? Се гледаме следната сабота, ве поздравувам, повели. Ке фатам. Први Ке фатам, само зависи како ќе први. Фала. Фала ви многу. Само ја не го фатам. прекрасни бе. Намерно не го фатам. Не, лошо го пуштите. Крати ме готово. Nešto